Во време кога надежта тлееше, а разочарувањето растеше, се роди искра. Во време кога државата се празнеше, кога трудот не се вреднуваше, кога политиката беше далечна и туѓа, мракот стануваше секојдневие. Но и во најгус мрак се раѓа искра. Кога политиката беше затворен круг на исти имиња, исти лаги и исти интереси, кога граѓаните беа сведени на статистика, а државата на плен, се роди нова надеж. Левица настана како резултат на едни движења кои што постоеја во општеството и кои што вриеја долго време. Значи од разни социјални движења, Ленка, други организации кои што почувствуваа во одреден период дека таквиот начин на организација е недоволен за промена. Место куршуми да пратиме хуманитарна помош за гладните луѓе во Авганистан. Тие луѓе тогаш се организираа во политичко движење, во политичка партија. Се разбира, тоа беа времења на, така да кажам, на девственост, на невиност. Кога сега се навраќам на тоа, се навраќам со известна доза на романтизам, впрочем како што беа и времињата. Беа наистина романтически времиња. И мислам дека тие фази во секое нешто се искрени во својата намера, во својата интенција и ретко кога ќе се повторат. Замислувам дека биле млади луѓе на кои што валјде било преку глава од се. Очекувале дека од ова ќе излезе некое многу помало движење од она што е сега. Останува на нас да истераме оваа борба! Точен е митот за теглата во која што се собира финансиски средства. Тоа навистина говори за желбата, за идејата на тие момци и девојки кои тогаш беа собрани во тоа движење, желбата да направат навистина општествена, институционална, политичка промена. Левица ако не се формираше тогаш, немаше да се формира никогаш. Тоа беше време во кое што идејата навистина созреа. На 6 февруари 2016 година се создаде политичката партија Левица. Не како проект на мокници, туку како проект на отпор. Не како компромис, туку како судир. Левица произлезе од улицата, од протестите, од граѓанскиот гнев, од идејата дека политиката може да биде принцип, а не бизнис. Од првиот ден, партијата застана јасно и цврсто против капиталистичката неправда, против националното понижување, против криминалот, маскиран како демократија. Се сеќавам на формирањето, на гласањето за членови на президиум. Тоа беше во некои од трговските центри во Карпош, имавме простори, седевме на дрвени клупи, имавме импровизирани гласачки кутии во кои гласавме за членови на президиум. Навистина ние бевме генерација која што го помина тој транзицијски период и имаше едно силно доживување на социјалните неправди. Се појави левица како нужност, во која почна да кооптира, да ангажира луѓе кои што не може да се најдат на двете страни на политичкиот спектар во Македонија. Ние влеговме во период во кој што навистина беше бурен во политичка смисла. Од самиот почеток, Левица се позиционираше како глас на обесправените, на работниците, на младите што заминуваат, на граѓаните разочарани од партиократијата. Да го расчистам фактот, идејата која лебди во јавноста дека Левица била дел од шарената револуција. Не беше револуција воопшто. Револуција по политичка теорија, по политичка пракса е насилно менување на системот. Тука стануваше збор за промена на една партија со друга. При тоа Левица во тој процес учествуваше како политички субјект кој што легитимно се бори против актуелната власт. И тоа Левица го правеше во тој период кога беше ДПМН на власт, Левица продолжи да го прави тоа кога подоцна дојде СДСМ на власт, значи Левица го користеше легитимното право на борба
за власт, односно борба против актуелната власт. Со јасна анти-естаблишмент реторика и социјална платформа, партијата влезе во својот прв изборен предизвик. На првите парламентарни избори во 2016 година, левица настапи без медиумска поддршка, без финансиска моќ, без олигархиска логистика, само со чиста и јасна идеја. Ние како политичка партија Левица која што застануваме на страната на токму на тие најобесправени класи во општеството, имаме представник од стечајците тука и кој што е во исто време и на нашата листа во изборна единица 2. Се разбира дека во многу кус период во тоа време ние не успеавме да влеземе на првите парламентарни избори како парламентарна партија. Јас во тој период 2016 година бев носител на изборна единица 2. За жал, никој од носителите не успеа во тој период да влезат, но тоа беше добар моментум затоа што видовме дека сме многу блиску до тоа. Иако без пратенички мандат, Левица покажа дека постои јадро кое не го прифаќа помалото зло. Тоа беше моментот кога системот првпат ја забележа искрата. Во јавноста се создава впечаток дека медиумскиот простор е окупиран пред од 4 пржински партии, така речено. Да, тоа е вистинит впечаток, именно тие воведоа една дискриминаторска пракса, каде што дури на влечењето жребка во Државната изборна комисија првите 4 места си ги резервира за нив. Значи ние сме да го разбиеме тука концептот дека постојат големи и мали партии. Именно на изборите сите почнуваме од нула и се надпреваруваме во политички идеи. Целосно јавно субвенционирано високо образование, обезбедување квалитетно здравствено осигурување за сите граѓани на Македонија, гарантирани откупни цени за земјоделските и сточарските производи. Ова е дел од програмата со која на предстојните избори ќе излезе партијата Левица, насловена под името Искра во мракот. Членовите на движењето преку оваа програма ќе бараат глас и поддршка од македонскиот народ во периодот додека трае кампањата. Мојата партија е ВМРО-ДПМН. Вашата партија е ВМРО-ДПМН до 11 декември. После тоа Левица во програмата има предвидено законска забрана за употреба на името ВМРО, затоа што вие го злоупотребувате името ВМРО, а не го употребувате. Не се работи само работниците да имат, пошто видите фирмите во кои што работат, иако се тие приватни, тие се пола живот на работниците. Морат и они да имаат глас на одлучување во истите тие фирми. Значи, изедначувањето на партијата со државата е главниот наш македонски проблем. Тоа значи дека ако ДПМН освоило власт и министерот не е на ДПМН, тој е и мој министер. Ме сваќате? Тоа е јавна функција. Јавните функции треба да бидат пошироко градни луѓе, не да бидат партиски послушници. Подоцна се направија некои статутарни промени, затоа што Левица на некој начин во тој период го копираше хоризонталниот модел на организација од овие социјални движења. Но тој модел е добар во својата демократичност, но е проблематичен во момент кога сакате да се институционализирате како партија и сакате да бидете ефективни и ефикасни во вашето работење. Се направија некои статутарни промени, одлучувањето од ниво на президиум се алоцираше за да може партијата да биде по-ефикасна и веќе на наредните избори Левица имаше неверојатен успех. Мислам дека се случи тоа што требаше се случи. Димитар се истакна како вистински лидер на партијата. По промената на власта и доаѓањето на СДСМ на власт, Македонија влезе во еден од најтешките и најконтроверзни политички периоди во својата понова историја. Период обележан со длабоки поделби, со институционално насилство врз волјата на народот и со одлуки кои оставија трајна лузна врз националното достоинство. Следеше промена на уставното име. Единствена партија во тој период која што го актуализираше националното прашање беше Левица. Сите други делуваа како слуги на надворешни фактори и народот тоа го препозна. Токму тој дел, значи за референдумот за промена на име, Левица беше најистакната. Апасиев ги образложи причините за ваквиот потек, но и дека од материјално-правен аспект Левица бара да се укине одлуката поради тоа што консултативен референдум невозможно е да се распише за членство во Сојуз или заедница со други држави, како што е случајот со Европската унија. Нашето право познава 5 видови на референдум, од тие само 2 се наведени во одлуката, останатите 3 вида не се наведени, односно не знаеме дали станува збор за претходен или за дополнителен референдум и не знаеме дали станува збор за факултативен или за задолжителен референдум.
Општествената траума низ која помина македонскиот народ кулминираше со неуспешен референдум на кој народната волја не беше испочитувана. Следеше и влезот во НАТО, империјалистичкиот воен сојуз како краен гест на империјалистичката доминација. Државава ја имаат креирано комунистите и патриотизмот не смее да се оддели од левичарството и не смееме да дозволиме патриотизмот да продолжи да е само во рацете на ВМРО ДПМН и да мислиме дека веење на знамиња со вергина или носење на блузи со лавови да прави голем патриот или дека ја сакаш Македонија. Да бидеме сериозни, првата правна пречка е председателот на Република Македонија. Значи, согласно член 119 став 1 од Уставот на Република Македонија, договорите во име на Републиката ги исклучува председателот на Република Македонија. Во тие турбулентни години, кога стравот и апатијата се обидуваа да ја заменат надежта, левица застана одлучно против промената на името, како наеклатантно нарушување на правото на самоопределување на македонскиот народ, против интеграцијата во НАТО, како сојуз што служи на геополитички интереси, а не на мирот и суверенитетот. Уа НАТО! НАТО фашисти! Кога многумина молчеа и кога државата подклекна пред надворешни апетити, левица изнедри одговор. Тој период од владењето на ССМ и промената на името, дека левица застана на спротивната страна од актуелната власт, уште еднаш ја покажува и демонстрира автентичноста на левица. Ова теза што ја говорив дека левица никогаш не била дел во онаа смисла од шарената револуција, чија цел се покажува дека беше ништо друго освен промената на името и насилно втерување, впикување на Македонија во НАТО структурите. Токму во овој период, на бранот на една голема историска неправда, левица прерасна во општествен фактор. Не затоа што беше најгласна, туку затоа што беше доследна. Затоа што успеа да го артикулира гласот на оние што одбиваа да ја прифатат неправдата како нормалност. Мислам дека патот на левица е таков, да оди со мали чекори, постојано напред и да го отвара тој простор за диалог, простор за алтернативи, за нови мисли кои можеби на моменти звучат еретички, можеби звучат револуционерно, неочекувано за мнозина. Левица застана на единствената страна на која мораше да застане. Тој мит не еднаш е демаскиран, демитологизиран околу тоа дека левицата не ја интересираат националните прашања. Тоа е таква една ноторна глупост која, како да кажам, само неупатен човек ни во историјата на левицата, нити воопште во историјата на политиката може да ја каже. Сите национално ослободителни движења во светот, ако сакате, од Европа до Латинска Америка, па до Африка, се на крилата на левицата. Сите антиколонијални движења, ослободителни движења се левичарски движења. Ниту еден капитал не ослободил ниту еден народ до сега, напротив, го поради. Ние сме левица, новиот државен пријател број 1. Оти решивме да ја говориме вистината кога тие лажат. Оти веруваме во можното кога тие се откажаа. Оти ја сочувавме честа кога тие ја продадоа нивната. Тие имаат своја агенда. Ние имаме наша. Нашата е да ја срушиме мизеријата во која живееме. Да изградиме нова република. За народот, а не за елитите. Ова е последната генерацијска битка за опстанок на нашата класа и нација. Парламентарните избори во 2020 година означија пресвртница. Левица за прв пат влезе во собранието со 2 пратенички мандати. Значи, левица не ја прецепираше како криза на економијата, криза на капиталот, на бизнисот и не знам што. Левица таа криза најдиректно ја прецепираше како криза на обичниот човек. И затоа ние во изминатиот период од 2,5 до 3 месеци поведовме преку 80 случаи против фирми, предпријатија, фабрики за кршење на работничките права, кои што беа засегнати од прилика околу 17.000 работници. Сите знаеме во изминативе 30 години Битола во што е претворена од страна на криминалните политики на 2 партиски здруженија кои се грижат единствено за својот личен интерес. Во парламентот влегоа Димитар Апасиев како најгласниот критичар на системот, Борислав Крмов,
како економски и социјален коректив на власта. Нивниот настап го смени парламентарниот дискурс. Без страв, без калкулации, без коалициски мок. Парламентот повеќе не беше ист. Предлагачите од ставот 1, тоа сум ја и владата, така, да поднесат материјал, сум поднел материјал и да образложи итноста во трајање од 10 минути, возможете ми 10 минути да зборувам, не 3 минути. Затоа што вие тука тендераши и родената мајка би ја продале. И нема да застанат, освен ако фотелите не им се го прашај. Каков интегритет? Каков интегритет? Полжеви имат поголем интегритет. Некотели имат повеќе рабе. Ти ме исклучи, како да зборам? Па не иде во етер, како да зборам? Значи прв и последен пат да те биде да ми маткаш со прстеве, ја што ти кажам. Нема едно општество за сите во класно општество. Се знае во класно општество за кого е општеството. И од тука е историска нужност појавувањето на една нова левица, бидејќи историски се покажало дека само организираната работничка класа е државотворна. Не овие корумпирани елити, не овие бизнисмени, не овие недоквакани, нереализирани професорчиња, само работничката класа е државотворна. Тоа го покажавме на АСНОМ, тоа ќе го покажеме пак. Не ни предвидува ниту еден пратеник, а не па двајца. Ние не бавме ни доволно голема структура тогаш да бидеме присутни на сите гласачки места, а сите знаеме во Македонија изборите како се добиваат. Таков влез во собрание не сме имале од многу одамна. Мислам дека тој период означи еден период на внесување на свежина во плурализмот во Македонија. Само што двајца влегоа го сменија целиот тек на работата на собранието и понатаму што следуваше. Има ли тука пратеници или не што сака да ќе прави? После парламентарните избори, веднаш за кратко време требаше да се подготвиме за локални избори. На локалните избори во октомври 2021 година, Левица направи значаен исчекор, освои советнички места во повеќе општини и започна да ја гради својата локална мрежа. Ова не беше спектакуларна победа, туку стратешка. Партијата покажа дека не е само парламентарна, туку теренска сила, присутна меѓу луѓето, во советите, во секојдневните проблеми. За 2 месеци прошетавме многу терен, иако се локални избори, нели секој трча во својата општина. Сите општини ги преоравме, разговаравме со луѓето и постигнавме повторно извонреден успех. Мене партијата ме кандидираше за градначалник на општина Карпош. Ми беше извонредна чест да прифатам таа кандидатура и беше еуфоријата на огромно ниво. Меѓутоа постигнавме извонреден успех повторно. Пак ќе кажам, никој не очекуваше дека ќе имам таков успех како што имавме. Од тројца советници на 52. Рамномерен развој, бидејќи не може во еден дел на општината да се живее како да е Лас Вегас, а во друг дел да живееме или да живеат нашите сограѓани како да е гето. Оваа криза на представничката демократија можеме само да ја победиме преку нашиот левичарски табиет. А нашиот левичарски табиет е да ги презираме преварантите. По 30 години национални порази и понижувања, македонската дипломатија своето дно го допре во 2022 година. Значи, францускиот предлог е резултат на нашата дипломатија, на бугарската дипломатија која се покажа како апсолутен победник во оваа ситуација и на Париз како медијатор. А сега имаме француски предлог во кој 75% од населението не го прифаќа според последните анкети. Што би се случило кога овој француски предлог би излегол на референдум? Не би успеал и недемократската СДС не би го земала во предвид тоа незадоволство на македонскиот народ. Тоа веќе го имаме како искуство од претходно. Преку медијација на официјален Париз и во соработка со официјална Софија, македонските власти го изработија така наречениот француски предлог за пристапување на Македонија во Европската унија. Сега ако не бегаме дурни страеме, нема да се предадеме никогаш. Овде сме затоа што ни оставиле аманет или немците, ни оставиле аманет партизаните
и ние сме тука да ја продолжиме оваа борба и да им оставиме аманет на наредните генерации да продолжат да се борат. Предлог што не носеше достоинство, туку условувања. Предлог што не нудеше интеграција, туку негација. Во него беа вградени барања што директно ја нарушуваат сувереноста на државата и удираат по нејзините антифашистички темели. Со овој документ на површина испливаат длабоко закопаните фашистички апетити насочени кон македонската државност, јазик и историја. Победата наша не е далеку. Секогаш сме биле на правата страна на историјата. Еднаш победивме фашисти, ќе победиме пак. Смрт на фашизмот, слобода на народот и затвор за предавниците. Левица беше неприкосновен лидер на тие протести. Можат многу други политички фактори во тој период, да речеме, опозиционери да се обидуваат тоа да го минимизираат и да речат не е точно. Не, Левица беше лидер на протестите против францускиот предлог. Што се однесува до уставните измени, јас се надевам дека, стварно се надевам дека никош нема да се случи. Што се однесува до нас, ние попрво билежеле затвор него да кренеме рака за такво нешто, еве тука јавно кажувам. Председателските избори во април 2024 година со кандидатурата на Билјана Ванковска ја потврдија идеолошката зрелост на Левица. Од портпаролката на мојот изборен штаб ги чувте елементите на една постапка која навидум е едноставна и која треба да ги упати да им помогне на граѓаните да ги најдат местата каде што можат да депонираат подпис за да станам кандидат за председател, односно да имам право рамноправно со сите други да учествувам во вистинската изборна трка. Не беше лесно нормално да се соберат 10.000 подписи за воопшто да имаме кандидат за председател. Меѓутоа, еве јас лично бев изненадена колку брзо се случи тоа. Председателската кампања за мене, а верувам и за Левица, беше еден голем тест, едно бурно време, предизвик првенствено, затоа што бевме свесни колку е самиот административен процес тежок, драго ми е дека го успеавме со заеднички сили да ја поминеме таа првата, да речам, пречка, за да јас ја добијам можноста во една затворена јавност, во еден простор во кој повторно и повторно се рециклираат едни исти фрази НАТО, ЕУ, нема ништо свежо и ново. Ова беше исклучителна можност да се промени наративот, да се промени дискурсот, да се споменат алтернативи, да се каже дека не ни е нешто судено, не ни е нешто од Бога дадено, туку дека и од нас зависи. Hi, my name is Claire Daly. I'm a member of the European Parliament from Ireland, and it's a very great honour for me to send best wishes and support to Professor Biljana Vankovska, who's contesting the presidential election in Macedonia, supported by the Levica party. Мојата кандидатура, се разбира, беше нужно на некој начин испреплетена со парламентарната кампања која следуваше, па се преклопуваше и слично, и за тоа бевме сосема свесни дека заеднички, меѓутоа прилично, би рекла, конзистентно одевме во оваа насока идеолошка, програмска, која и јас ја зборував, меѓутоа претениците или кандидатите за претеници ја зборуваа на свој начин, на друг начин, затоа што и кампањата беше различна. Мислам дека без оглед на се, Левица направи исчекор со тоа што за прв пат покажа дека има капацитет да излезе со свој председателски кандидат. Се надевам наредниот ќе биде поуспешен од мене и ова нема да застане на еден инцидент. Резултатите на парламентарните избори се покажа исклучително солидни, би рекла. Чуда не можеме да очекуваме преку ноќ во левата страна на спектрот. Меѓутоа, траекторијата е важна и таа се задржа кај Левица. Битката ќе биде долга, така што да направиме ние се што можеме до 24. 24 ќе го дочекаме, меѓутоа ќе го дочекаме 8 мај со уште поголема радост.
Само неколку недели подоцна, на парламентарните избори од 8 мај 2024 година, Левица освои 6 пратенички мандати, најголемиот успех во досегашната историја. Да прославиме пасокизација на СДС и факторизација на Левица. Прва пратеничка група на Левица, прва жена пратеник на Левица. Во собранието влегоа Димитар Апасиев, Борислав Крмов, Амар Мециновиќ, Сашко Јанчев, Реджеп Исмаил и Јована Мојсовска. Со ова, Левица стана сериозна парламентарна сила и клучен опозицијски фактор. Започна едно опозицијско темпо кое што СДСМ едноставно не можеше после тоа да го фати. Се изгубија целосно. И беше јасно дека ВМРО нас не гледа како најголемиот противник. Во вториот мандат, Левица започна ниво на работење кон кое претходно целеше. Со 6 пратеници, политичката партија Левица се наметна како главна опозицијска партија во парламентот. Вие постоите да го оттапите народот и да ја угушите секоја корисна иницијатива доколку вас ви носи или одзема политички рейтинг. Кога некој друг зборува на оваа говорница, само да може камерата да ги фати вашите колеги какви гримаси прават тука кога зборуваме. Секогаш ќе бидам гласна против корупцијата во вашите служби, ќе бидам гласна кога поставувате командири братучеди на една пратеничка што седи тука во овие редови, ќе бидам гласна кога враќате командир на полициска станица Ропотово кој пукаше со автоматска пушка и... Во таа фаза, таа се соочи со десничарскиот монструм составен од ВМРО ДПМН, Знам и Вреди. Драги сограѓани, почитувана јавност. Пратеничката група на Левица предлага враќање на патните трошоци за работниците. 366.000 евра патни трошоци им се исплатени на пратениците за една година. Нудиме насушно потребно ограничување на патните трошоци. Со барање за 600 евра минималец или нарно зголемување од 100 евра на сите останати плати. Сојузот на синдикати на Македонија утре излегува на протест. Пратеничката група на Левица предлага зголемување на минималната плата. Кондензирана парија е чадот кој излегува од оџаците на усија и таа не му штети на амбиенталниот воздух. И оваа пресконференција е свикана заради опозицијската иницијатива за надзорна расправа околу ефектите од аерозагадувањето во Скопје и во другите градови. Во мај 2025 добиваме информација и почнуваме да се спремаме за состанок со Комунистичката партија на Кина, специфично со заменик министерот за надворешна политика во Комунистичката партија. Ова е прв ваков состанок на Балканот и се случува во Скопје и се случува во просториите на Левица. Добро е што Левица нема, како да речам, ниту се извинува некому, ниту се правда, туку смета дека е тоа добра насока на соработка и на учење, затоа што ако сте вие за социјализам, сепак треба да учите од некој кој го живее социјализмот. За жал, помладите генерации овде полека го забораваат тоа време, меѓутоа за Кина и јас мислам, и тоа секогаш го повторувам, нам ни треба добри примери, а Кина е добар пример. Локалните избори во 2025 година означија нова фаза на директен судир за извршна власт на локално ниво. Да почнеме од кандидатурата на Јована Мојсовска во Струга. Во општина Струга, кандидат за градоначелник е актуелната претеничка во Собранието на Република Македонија, Јована Мојсовска, дипломирана на Факултетот за безбедност и генерален секретар на Левица. ВМРО почна со страшни напади. Од бочни страни, на Твитер, Фейсбук, во живо, заплашување се. Не мислеа дека ние имаме доволно храброст и капацитет да имаме кандидати во Струга, во Тетово, Гостивар и баш ние го докажавме спротивното. Борбата не може да е однапред прогласена за изгубена, дека не може Струга секогаш да е паричка за подкусурување помеѓу големите играчи, дека не можат политиките во Струга да се решаваат во Скопје на лидерски маси. Во повеќе општини, Левица настапи самоуверено, со кандидати предпознатливи меѓу граѓаните, но најзначајниот момент дојде со влезот на Амар Мециновиќ во вториот круг. Тоа беше историски настан.
се одлучивме после инклузивен процес на интервјуи и сондажи за нашиот најдобар пратеник во овој пратенички состав, тоа е пратеникот Амар Мециновиќ, кој што успеа за само година дена од својот пратенички мандат да се наметне како еден од најактивните пратеници во собранието. Јас се викам Скопје и ве прашувам за колку пари се продава град. Се одлучивме да одиме со Амар Мециновиќ како кандидат за градоначелник. Можеби мислам дека и најмладиот кандидат за градоначелник во Скопје, во историјата на Македонија. Реакциите од јавноста беа крајно позитивни, уште од самиот почеток. Оваа кампања, и нема ни да бидам скромна, затоа што ова мислење не доаѓа само од мене, него и со сите со кои што имам разговарано барем во Скопје. Оваа кампања која што ја истеравме во Скопје е најуникатната кампања што ја имаме видено во историјата на независна Република Македонија. Советот на агенцијава утринава едногласно ја отфрлил представката на Левица дека распределбата на минутите реклама и простор на порталите не е фер. По ваквата одлука Пасиев најави иницијатива пред Уставниот суд со барање за времена мерка веднаш вон сила да се стави упатството на АВМУ. Самата забрана повторно ни отвори начин да бидеме креативни во настапот. Сакавме и успеавме во тоа да креираме кампања која што луѓето ќе сакаат да ја гледаат, а не едва и да чекаат да го скролнат рилчето и да речат не можам веќе да се замарам со политика. Играме на картата на лев популизам, односно дека ние не трчавме за Амар, него имавме цела платформа и едно движење кое што го градевме околу Амар. Секако он беше центарот на тоа. Затоа што, како што кажав и на почетокот на кампањата, нашата кампања нема да има бини, нема да има гламурозни манифестации, затоа што тоа не ни е потребно. Ние се правиме како да сме држава од 300 милиони луѓе, па се шетаат ко Трамп, Бајден, Путин по митинзи. Ја бре, симнете се помеѓу својот народ. Зборете со него. Ние бевме свесни дека најпопуларни сме во Скопје, реално гледано. Скопје многу пати, како и најголем дел од главните градови во други држави, е често предвесник за политички промени во државата. Веќе во изминатите 24 часа ми се приклучуваат активисти кои се видни во својот ополен интерес во градот Скопје, експерти кои веќе го составуваат нашиот тим кој ќе биде составен од луѓе кои работат во самите предпријатија, луѓе кои се експерти во нивната фела, така да над овие луѓе кои се креативниот потенцијал на Скопје само треба да се тргнат политичките пранги и политичкиот притисок. Беше јасно дека сите размислуваме во иста насока. Сакавме да тераме позитивна кампања, која што ќе им влие надеж на скопјани и ќе сакаат да бидат дел од таа кампања, да придонесат на некаков начин. И мислам дека тоа многу квалитетно го изведовме преку неконвенционални видеа. Исто така брилјантни млади спортисти. Тоа е затоа што најако е како сите политичари стануваат велосипедисти кога ќе дојдат избори. Луѓето пуштаат дебатни емисии, следаа социјални мрежи, гледаа политички рилови, коментираа. Дури да било против нас, беше интересно да се види дека ние ја направивме политиката повторно да е интересна, затоа што луѓето видеа вистинска пасија во нашата идеја. Прв пат кандидат на Левица влезе во втор круг за градоначалник. Доказ дека партијата повеќе не е само протестен глас, туку реална алтернатива за владење. Ова не беше случајност. Ова беше резултат на години работа, принципиелност и доверба од народот. Денеска граѓаните на Скопје покажаа храброст дека тие се спремни да изберат поимето. Денеска Левица испише историја затоа што прв пат во историјата на Република Македонија во главниот град имаме кандидат кој не е поддржан од ВМРО, ДПМН и СДС. По локалните избори во 2025 година, политичката партија Левица се наметна како главен двигател на промените. Сила зад која почнаа да се обединуваат сите прогресивни, работнички и потиснати елементи на општеството. Пред Левица застанаа историски задачи. Во својата прва деценија, таа ја градеше сопствената структура, го бараше своето место и го освојуваше просторот во македонското општество. Денес, таа е созреана сила. И сега,
Нејзината задача веќе не е да се докажува, туку да води. Време е левица да ги јавне новите времиња. Време е работничката класа во Македонија да си ја врати судбината во сопствени раце. Да се јават вакви прогресивни движења на 25.000 километри квадратни на ваква мала држава е наистина за почити и е фасцинантно, но светот е многу сменет и треба да се биде многу внимателен. Особено денеска, затоа што мислам дека живееме многу турбулентни време. Светот се менува во својата основа. Има геополитички движења кои што, ако не ги фатиме, можеме да загубиме многу. Од искра во мракот до пламен што осветлува, од маргина до фактор, од отпор до надеж. Ова не е крај. Ова е почеток на следната битка. 10 години не се само бројка. Тие се доказ за истрејност. Во време на компромиси, левица избра конфронтација. Во време на молк, избра гласност. Во време на политички калкулации, избра принцип. Ова не е приказна за лесен пат. Ова е приказна за отпор. За луѓе што одбија да се вклопат. Искрата во мракот не се гаси. Таа осветлува пат. Борбата продолжува.